Од денеска стапува на сила новата мерка на владата за спречување на ширењето на заразата. Полицискиот час од вечерва ќе започне во 20 часот, а ќе трае до 5 часот наутро. Граѓаните кои што живеат во колективни стамбени објекти, а имаат домашни миленици, ќе можат 1 час, односно од 22 до 23 часот, да ги прошетаат до 100 метри оддалеченост од местото на живење. Од утре 7 април се затвораат сите угостителски објекти, кафулиња, фитнес клубови, теретани, а се забранува и организирање секаков вид на обуки, семинари и конференции. Граѓаните на Кочани ги поддржуваат овие рестриктивни мерки, бидејќи сметаат дека со нивно воведување ќе се намали бројот на новозаразени. Многу касно е тоа. Требаше малку понавреме, иначе што ќе прави? Сите не сме го ред. Треба понавреме тоа да се прави. Треба да се почитува за да има ефект, да не е заболен народот. Ние сме стари, ние сме повеќе дома. Туки луѓето останаа на целосно да патат. Амбиентот се затвара, пример. Еве, не можат луѓето на никој крај да најдат, нема излаз. Да, бидејќи секој ден врвам тука покрај кафичите, гледам масовно луѓето седат еден до друг. Не носат маски. Се ослободија, мислејќи дека убавото време ќе ги спаси од оваа пандемија. Инаку состојбата со COVID-19 во Кочани е загрижувачка, односно регистрирани се 273 активни случаи. Од општа болница со проширена дејност Кочани информираат дека во модуларната болница има хоспитализирано 34 пациенти, од кои 29 се на кислородна поддршка. Надлежните информираат дека состојбата во сите ковид центри во државата е загрижувачка и секојдневно се хоспитализираат голем број пациенти со отежнато дишење кои што имаат потреба од кислород. Во ковид центарот во Кочани се прегледуваат дневно над 100 пациенти со полесни симптоми, а од вкупно тестираните пациенти повеќе од половината се позитивни.